Почитуван професоре Кругман, почитуван господине Азески, ценети членови на Стопанската комора на Северна Македонија, дами и господа. Денес имам голема чест да одликувам две личности и една организација кои имаат особени заслуги за економската мисла, но и за економската дејност на глобално и на национално ниво. Во присуство на еминентниот професор по економија Пол Кругман и докажани македонски бизнис лидери од Стопанската комора на Северна Македонија, начело со нивниот председател Бранко Азески, не би сакал да навлегувам во економски теми што припаѓаат во нивната сфера на теоретска експертиза и практично делување, но би сакал со вас да споделам неколку генерални обсервации околу контекстот во кој ги доделуваме овие признанија. Минуваме низ период на голема неизвестност поради бројните и испреплетени кризи што меѓусебно се зајакнуваат. Пандемијата на COVID-19 и руската инвазија на Украина предизвикаа рецесија, енергетска криза и ценовни шокови на глобалните пазари. Се очекува јавниот долг, инфлацијата и цените на производите да продолжат да растат. Се продабочува нееднаквоста меѓу државите и внатре во државите. Како мала и отворена економија, која дел од глобалниот трговски и финансиски систем, ние сме посебно ранливи на овие процеси. Периодов што многумина го нарекуваат совршена бура не соочува со две групи на прашања. Прво, како се најдовме во оваа бура? Фактот дека за време на пандемијата најбогатите во светот го дуплираа своето богатство, зборува дека некои важни лекции од глобалната економска криза од 2008-та не се научени. Например, дека е лесно да се преземаат големи ризици со туѓи пари или дека пазарот е подобар во создавањето профит отколку во неговата дистрибуција. Второто прашање е што треба да направиме за успешно да излеземе од оваа бура. Во каква вредносна рамка треба да функционира економскиот систем за да биде поотпорен на економски кризи, симултани кризи, а стопанството полесно да ги издржи шоковите. Според мене, нема дилема дека стожерот на таа вредносна рамка треба да бидат граѓаните и јавниот интерес. Една од целите наведени во преамбулата на Македонскиот устав е дека државата се конституира со цел да обезбеди социјална правда, економска благосостојба и напредок на личниот и заедничкиот живот. Од тука нашата цел не е само да ја пребродиме кризата, туку од неа да излеземе со засилен економски развој, намалена невработеност, зголемена продуктивност и конкурентност на националната економија. За да го постигнеме ова, нам ни се потребни знаењето и експертизата на врвните теоретичари како што е професорот Пол Кругман, кој со децении неуморно го покажува патот до одржлив и инклузивен економски раст и развој. Како глобален интелектуалец, тој се залага за концептот на релативно еднакво општество, поддржано од институции што ги ограничуваат екстремите на богатството и сиромаштијата. Тој верува во демократијата, граѓанските слободи и владењето на правото и е гласен критичар на социјалната неправда и злоупотребата на политичката моќ. Овие вредности се клучни за опоравување и на македонската економија, за успех на македонските компании, за благосостојба на македонските граѓани, конечно за квалитетот на македонската демократија. Но за да биде делотворна, теоријата мора да биде применета во практика од страна на државните институции и приватниот сектор. Индустриите и компаниите се вистинските двигатели на економијата. Денес имаме чест да одликуваме нашата најстара стопанска комора, која годинава ја прослава 100 годишнината од основањето. За важноста на Стопанската комора на Северна Македонија зборува фактот дека компаниите членки генерираат половина од вкупниот приход и речиси половина од нето добивката во приватниот сектор, а секој трет вработен во приватниот сектор е вработен во овие компании. Стопанската комора е активен партнер на државата во остварување на заедничката цел, а тоа е економски просперитет како еден од предусловите за стабилност на целото општество. Со нас денес е и господинот Бранко Азески, кој веќе 17 години е начело на Стопанската комора и кој има голема заслуга во незиното издигнување и вмрежување во регионот и во Европа. Како представник на комората, тој беше истовремено и конструктивен критичар и партнер на државата во справувањето со економските последици од пандемијата. Господинот Азески
заедно со Стопанската комора, имаше важна улога и во конститутивниот процес за изработка на рамката за развој МКД 2030, што ќе биде промовирана наредниот месец. Овој документ е дело на теоретичари и практичари кои заедно ги дефинираат приоритетните области по кои треба да вложуваме за државата на среднорочен план да стане подобро место за живот и работа. Имајќи ги во предвид нивните заслуги и постигнувања, чест ми е да ги одликувам професорот Пол Кругман и Стопанската комора на Република Северна Македонија со орден за заслуги, а господинот Бранко Азески со повелба на Република Северна Македонија. Ви благодарам.